Компаниите очекуваат во најскоро време да почнат да ги бележат загубите од пандемијата со коронавирусот. Струмичките стопанственици велат дека се зголемени цените на суровините, а поради мерките на одредени земји веќе имаат проблеми со достава на ресурси кои им се неопходни за производството. Затоа сметаат дека навреме треба да се направи стратегија за намалување на влијанието врз македонската економија. Одредени пакет мерки кои тековно сега ќе ни се покажат како стартно помошни за да се замортизира, бидејќи сепак ние уште не го очекуваме, не сме го добиле ударот, затоа што уште трошиме од залихи на суровини, залиха на готов производ. Постоеше некоја еуфорија за купување, дури и прехранбената индустрија уште не осетила што се случува, кога ќе стигне таа еуфорија, кога луѓето ќе престанат да купуваат и да одат по кафичи, ќе видиме сериозно и реално колку тоа на трговијата има штета направено. Милановиќ вели дека од ова искуство треба да излеземе помудри. Државата да се фокусира на производство на суровини потребни за домашната индустрија, но и поголема дигитализација на производството. За воиднина сигурно фокусот државата да го стави во мотивирање на примарните производство на примарни ресурси, да ги кажеме. Ние сме една од ретките држави кои немаме базна хемија. Ние сме една од ретките држави кои не произведува лимонска киселина, а се троши и во хемиска, и во прехранбена, и во индустрија и секаде. Значи фокусот да ја намалиме зависноста на ресурси од увоз. Според струмичката бизнис заедница, дел од компаниите во моментов работат со намален капацитет поради мерките на владата за ослободување на повеќе работници поради коронавирусот.